Почнуваме со студискиот дел. Во студиото веќе е професорот Лазар Јовевски, за кој што е професор по трудово право на правниот факултет. Професоре, ви благодарам што ја прифативте мојата покана и што ќе зборуваме за една од најгорчливите теми за македонското стопанство. Ви благодарам за можноста и секогаш уживам во разговорите со вас, затоа што навистина отвараме интересни, актуелни, па понекогаш и контраверзни теми. 100.000 луѓе работат во неформална економија, тоа го кажав и во најавата на емисијата, а човечките ресурси и сивата економија се најголемите предизвици на македонското стопанство. Ова е еден од заклучоците на форумот кој што го имаше Сојузот на стопански комори. Вчера бевте дел и вие како панелист на еден од панелите. 100.000 луѓе да работат на црно во држава која што претендира да биде членка на Европската Унија, треба да биде малку и срам, би рекол, за институциите, да не може да ги откријат или да ги формализираат тие луѓе кои што имаат нерешен статус на своето работно место. Повелете. Тоа се некои од македонските парадокси, всушност, да имаме, па и во минатото, да имавме уште поголема потреба работна сила, односно да немавме потреба од работна сила, да имавме висока невработеност, и кој ќе видите дел од таа невработеност всушност се сведуваше на сива економија или работа на црно, така наречено народски, но од друга страна сега работата се смени, да. Сега имаме недостаток на работна сила и повторно се продолжува таа тенденција. И овие 100.000 луѓе кои што ги споменавте согласно Завод за статистика, јас сметам дека се дури и повеќе. Затоа што има анализи и домашни и меѓународни, кои што се темелат и на анализите на Светска банка и на ММФ, и анализи кои што ние во научната јавност ги спроведуваме, одат бројките малку повеќе од 100.000 и тоа навистина е за загрижување. И навистина имаме, би рекол, една ситуација каде што ја очигледно нешто има позади сцената, кое што е проблема кој што веројатно не го санираме или не го препознаваме на време или не го препознаваме со соодветни мерки за да го разрешиме. Именно за што станува збор, видете. Станува збор за една, би рекол, ситуација каде што луѓето, дел од луѓето кои што се во сивата економија, сметаат дека на тој начин подобро ќе поминат низ системот. Дали да не се плати данок, дали да не се заснова работен однос од некои други тривијални причини. Проблемот на охрабрувањето дури, па би рекол, во одредена смисла и од страна на сите, не генерализирано, но и се конкретни. Има случаи каде што и во бизнис заедницата се стимулира работата на црно, заради, би рекол, нискиот перформанс кој што го имаме како бизнис состојба во Македонија. Што значи ова? Ова значи дека имаме компании кои што се на почетокот, кои што се старта, кои што па и некое време и веќе работат, но преживуваат економски, преживуваат. И многу повеќе одговара да вклучат работници повремено, сезонски, на црно, во рамките на сивата економија, да се заобиколат одредени правни постапки кои што значат централно заснување на работен однос, а централното заснување на работен однос, значи согласно Закон за работни односи, зборам сега за бизнис климат, мислам за бизнис секторот, подразбира да всушност вие веќе влезете во даночниот систем на земјата, пред се првично преку придонесите кои што се плаќаат, значи се цели да се избегнат придонесите, и понатаму во останатите влегувате веќе во управата за јавни приходи и како даночен обврзник веќе и по други основи ве препознаваат системот за социјално осигурување, ве препознава здравствениот систем, нели, пензијско-инвалидскиот и така натаму. Тоа што треба да се плати на државата. Така е, но видете, анализите покажуваат. Многу ми намислат, ја ги спомнав намерно и сега првично на почетокот дека има бизнисмени кои што компании кои што сакаат да регрутираат работници во сивата зона, значи да не бидат со заснован работен однос, но изненадувачки е што и голем број на работници сакаат да бидат во таа сива зона и сега се поставуваат прашањата, барем јас пред себе си ги постави прашањето,
чуму тоа, од каде сега ова, Да. како може работникот, ова нели е сега иронија и повторно уште еден парадокс Тоа на сакам да парадоксот. ве прашам, за сива Да. економија потребни се двајца. Едниот да биде Навистина е газдата, така. другиот да биде работникот. Во време кога се бара работник повеќе, не е како на пример во 90-тите кога беше 33% невработеност. Сега се бара има 30.000 слободни места денеска. Кога И тој да спомнавте, ние прифати. над 40% додовме едно време, бевме први во Европа по невработеност. Да. Сега сме многу подобри, сега сме тука негде над 10%, но и таа бројка не е реална. Токму заради овие 100.000 луѓе кои што се трудово активни, кои што се вклучени на овој или иној начин во трудот, а ние ги немаме и Да. вреднициите. Тие да се регулирани, па ќе бидеме негде околу 5-5,5% ќе биде Па, невработеност, веројатно ако ќе сега е 11. Да, дали 5,5 или можеби 6,5, сега ајде да не Да. нели весели математика, меѓутоа да немаме реална бројка, немаме вистинска бројка. Ние имаме статистичка бројка. Па што е проблемот Но вистината ни недостасува. Проблемот е што заради Зошто прифаќаат тие работници финансискиот да бидат, дампинг кој што постои. им одговара да добиваат пари на рака, Да. отколку да бидат пријавени? Токму тука лежи, би рекол, тајната на овој проблем. Голем дел од луѓето се спремни да се вклучат да работат во сивата економија на црно, со цел одреден приход да имаат дополнителен кој што би требало понатаму, односно ако се во работниот однос да оди во системот за пенсиско инвалидско осигурување, здравствено осигурување и останатите давачки придонеси кои што ги има државата. И многу често се случува во анализите кои што ги правиме од научен аспект, дека и самите луѓе кои што се ангажирани во трудот, а не се во работен однос, да тоа го прифаќаат, го охрабруваат, да побараат и самиот и гледате, еве, например, го спомнавте вчера форумот, имаше таму компании кои што споделија информации дека самите кандидати за вработување велат дали може за овој период, не знам, да бидеме неосигурани, така се употребува тој термин, значи да не заснуваат работен однос, со цел да добијат некој денар повеќе, односно придонесите да бидат дадени на рака, односно како на доместок. Да. Сите губат, така. Не, сакам да кажам рескидака инспекторите. Ама сите губат и добро го спомнавте ова дека за танго треба двајца. Буквално е така и затоа велам не треба нити само да се гледа сега приказната на компаниите на бизнис секторот, нити па само на работниците. Значи во оваа приказна сме двајца, ја би рекол и тројца, секако и државата сега тука презема одредени чекори да се оваа појава намали, да се превенира, да се спречи, да се дестимулира да се случува. Сега, кога имате финансиски дампинг во бизнис секторот, не зборам за оден број на компании кои што се движат помеѓу 3 и 4% во државата, 3 и 4% од вкупниот број на компании кои што се над 60.000 правни субјекти, значи само 3 до 4% се оние компании кои што се според обемот на работа, според обратот и финансии, се големи компании, и според број на вработени така натаму, кои што ги имаме како критериуми во законот, останатите се микро, мали и еден дел средни компании кои што обстојуваат во економскиот систем, на пазарот во Македонија, во економијата, во бизнис сектор. Сега, ако најголем дел, речи си 97% ни отпаѓаат на овие микро, мали и средни компании, ние треба да се запрашаме како да ги зајакнеме нив. И тука во тој дел навистина треба сериозно да се работи и идните мерки кои што ќе се креираат, јас верувам дека ќе бидат дел насочени токму кон овие микро, мали и стартапи компании. Да не се однесуваат само на проекти кои што не знам ги добива невладиниот сектор па помага за формирање стартапи, па не знам или државата или Министерството за економија и труд добило некоја донација финансиски е вклучено во некој проект европски, па сега ќе почнеме да стартуваме. Како стратегија, всушност во периодот кој што следи ќе треба да се насочуваме токму кон финансиско зајакнување на малите компании за да можат ни се отвараат сега други подпрашања. Што да можат? Да можат да ги изнесат, да ги изнесат економски поголемите плати. Плаќањето на придонесите. Да самата компанија, дури работникот ако каже јас не сакам да ја земам платата на сметка, дајте ми ја вака на рака, на црно или слично, да тоа биде спревенирано и спречено уште од самата компанија, покрај инспекцијскиот надзор кој со секако има овластување тоа да го санкционира, да го контролира и да го санкционира. Во тој контекст да компаниите се чувствуваат повеќе или помалку комотни да кажат не, нема потреба, јас тебе ако се договориме јас и вие како компанија и како работник, дека вие барате малку повисока плата, да ние можеме за
вашето работно место и повисока плата да платиме и со придонеси и со сите. А не да бидете на црно. Токму така, а не да биде да само одредени компании да чекаат само работникот да се сложи, да климне со главата, да каже да ми одговара и мене и завршена работата и работиме на црно. Сега има еден друг феномен на пазарот на труд, а тоа е да во одреден број на работници се вклучени во работниот однос, согласно законските одредби, но во така нареченото слободно време работат и втора, трета работа. Работат на црно всушност, со други зборови. Сега треба да го разликуваме тој моментум исто така. Значи, едно е да лице е невработено и не фигурира во агенција, така, не фигурира во агенцијата за вработување како невработено лице, ние го броиме статистички во тој процент. А друго е да тоа биде вработено, без разлика дали е во јавниот сектор или во бизнис секторот. Има лица кои што работат и во јавниот сектор, а потоа приватно во своето слободно време работат. Добро, меѓутоа може тоа се регулира со договор на дела, на пример, со некаков друг авторски договор. Па видете сега, да, тоа би можело да биде во одредена смисла некое преодно решение, меѓутоа не е вистинското решение. Затоа што ако, да речеме, без разлика дали е јавен или приватен сектор, лице е вработено. И сега во попланените часови работи од 8 до 4, класика, да речеме. Потоа во попланените часови човекот е за нечија, нешто мајстор, да речеме, работи и нешто друго, е за струја. Има познавања, има занает и слично, и по попланените часови работи има мести струи, на позив, поправа или апарати и така натаму по домакинство или слично. Значи, треба да видиме сега, не да се забрани на човекот ако има потреба пазаров од таков тип на луѓе да го ние ограничиме, сега не можеш ти да работиш, седи дома, него да видиме дали ние можеме да го ставиме во правна рамка. Што е интересно на државата? Интересно на државата е да го фискализира процесот, односно да каже да, ти можеш да си работиш во поплнените часови. Законот за работни односи впрочем има и таква одредба каде што вели дополнителна работа ја ограничува до 10 часа во текот на работната недела, на работната седмица. Меѓутоа треба да се види што ако човекот сака да основи своја фирма, своја компанија, да има каде што ќе работи. Работи претходно е вработен, а да му има можност да има и своја компанија. И тоа согласно законот е дозволено. Но зошто тоа не го прават голем дел од луѓето? Затоа што сметаат дека имаат трошоци. Ме разбирате? И сега тука треба да се види дали треба да ги намалиме трошоците, времето, процедурите во однос на основањето на компаниите, да видиме дали треба да направиме некоја преодно решение, можеби од неколку години, каде што оние што веќе работат, ако сакаат да основат и свој бизнис, да ги охрабриме во смисла, особено ако се во јавниот сектор, бидејќи цело време се зборува за трансфер од јавен сектор во приватен сектор, и претходната влада, и оваа влада, и други влади наназад, размислувајќи како да се реформира преку вработеноста, преобемната администрација и така натаму. Можеби ова е еден од начините, не знам дека ова е главниот, централниот, но може да биде еден од начините како да некој кој што е веќе и во јавниот сектор да самостојно трансферира кон бизнис секторот. Исто и во бизнис секторот, видете. Ние во Македонија треба да разбереме една малку подлабока работа која што гледам дека не недостасува. Сега ова не е на линија на право, ова е веќе на линија на менталитет, односно на светоглед, како се доживуваат работите. Кај нас што заради концептот на размислување, што заради воспитувањето, што заради традицијата на односи наследени од претходниот систем социјалистички и претходната држава СФРЈ, имавме и се уште имаме во голем процент едно размислување каде што преовладува, каде што се вели јас да си се вработам, да речеме на некој 20 и неколку години, 23, 25, и да си се пензионирам на 64 години. Вработување од 24 до 64, еден прав пат, една права линија, без многу трзавици, ако може и во јавен сектор, без многу комфорно, да, колку ќе изработам, што ќе изработам, што повеќе нема да изработам, и да си го терам животот професионално, да сум задоволен. Видите, ја не сакам сега тука да солам памет кој како ќе си го организира животот професионално, но во пазарната економија принципот на таква права линија не е пожелен. Тоа е најлошото сценарио кој што еден човек на себе може да си го направи. Ако нема кариерен раст, ништо не Точно така. Значи треба човекот да гледа да расте во професијата. Не може секој да биде сега и менаџер, бизнисмен, да има и не знам своја фабрика и така натаму. Ја тоа го разбирам, но секој може да биде лидер во талентот во кој што е повикан професионално. Значи, ако си ти, да речеме, ако сте вие, да се земеме јас и вие, ако сте вие новинар, работите,
Не мора вие да имате ваша телевизиска куќа, но може да бидете најдобар во телевизијата во која работите или да се стремите, да се трудите да бидете кон тоа. И сега веднаш доаѓа репликата, професоре, ама што ако не препознаат, што ако ни вршат мобинг, што ако си добар па те обструираат тие што се помалку добри, нели оној така наречен македонски менталитет. Ја не би сакал ни тој збор да го потребувам, но еве го кажав овој пат. Значи е менталитет кој што е да не а некој излезе надпросечно, веднаш да се потисне, да се елиминира. Видете, со тоа треба да се носиш. Со тоа треба да се бориш, секој вработен ако го има во себе оној оган, талент и слично. Што ми е на крај идејата, заклучувам сега, ова би рекол можеби за цела емисија. Добро го објаснувате. Заклучувам дека ако гледаш дека не иде работата, ако не ти одговара, што седиш на работа? Значи почни нешто прави паралелно, но државата да овозможи да ако некој веќе е вработен, да може да основа и свој бизнис, па да види на крајот на денот, ако смета дека неговиот бизнис може да му се посвети да го развива, да расте бизнисот, зошто да не ја напушти оваа константна работа која што има и да започне да го развива состојниот бизнис. Им треба на луѓето понекогаш и таков момент за да се охрабрат, да пробаат да видат. Младиве генерации повеќе не име план на работувањето во се слагам повеќе имаат предприемници. Се слагам во тој дел, се гледа една друга тенденција. Али се уште сме на почетоците. Се уште се гледа една друга тенденција кај младите, меѓутоа ова е за повозрастната генерација го зборам. Сега помладите и ова си има свој недостатоци. Не беше реално да се менуваат компании, фирми пред 15 на години како што го правиме ние сега тоа. Токму заради онаа висока невработеност која што и кажавме, затоа што на пазарот на трудот имаше понуда на работна сила, имаше понуда на луѓе, работодавачите беа комотни, но сега не се комотни. Воопшто не се комотни работодавачите. Дали се комотни работниците или идните кандидати за вработување, идните млади луѓе, еве студентите од кај нас од универзитетот кои што утре ќе излезат. Пазарот на труд има глобален повеќе, не го гледаат само македонски. Но сметам дека не се ни они комотни, не треба ниту они да се затоа што ние како човечки битија, особено во рамки на професијата на трудот, имаме тенденција да бидеме млаки и да влеземе во комфорт зона. Значи да не поклопи онака системот и како не води. Да речеме бранот, така да се движиме и ние. Напротив, младите треба да бидат многу повеќе динамични, многу повеќе активни, но тоа што недостасува во македонскиот генерално би рекол концепт на пазар на труд и на трудово-економски односи кај младите е да бидат спремни во одреден период да бидат менторирани. Затоа што ја забележувам тенденцијата кај младите дека сакаат се и веднаш. Тоа не може така. Се и веднаш без да го направат првиот чекор. Е мафијашки концепт на размислување. Се и веднаш, значи тоа води кон тоа. Треба да се разбере и да се охрабрува размислувањето дека треба да се има знаење, треба да се има талент, треба да се работи дисциплинирано, да се има трпение, да се фокусираат, не да се дисперзираат. Тоа е терминот трпение, новата технологија и достапноста на младата генерација да имаат се и секогаш и веднаш го немаат трпението. Тоа е најголемиот проблем сега на младата генерација. Точно. Го забележувам, тоа и велам не е сега дека откриваме Америка, тоа се тенденции со младите генерации, значи Z генерациите, нулта генерација и така натаму. Меѓутоа генерално зошто се овие важни работи? Затоа што од една страна менаџирајќи ги психосоцијалните аспекти на трудот, ние мора да ги креираме понатаму и политиките во однос на вработувањето, мерките кои што ќе треба владата да ги носи, да видиме како да го балансираме пазарот на трудот. Ја спомнавте еве претходно и потребата, новата тенденција. Видете, баш навистина е нова тенденција. Ние од 77 година, значи уште од СФРЈ, константно зборуваме за зголемување на невработеноста. За инфлација, 80-тите години 250, 300%, 84-та, 87-та, 86-та. Со нули. Доаѓа еден период Анте Марковиќ од претходната држава се стабилизираат, но краток период, тоа година дена отприлика трае или колку точно. Потоа доаѓа осамостојување на Македонија, повторно доаѓа еден транзицијски период, инфлаторни показатели. Повторно имаме едно стабилизирање во делот на финансиските инструменти, но немаме стабилизирање на пазарот на трудот, затоа што имаме највисока невработеност крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите во Европа. Македонија има статистички збориме највисока невработеност, иако и тогаш не беше реална. И тогаш имаше огром, дури поголем број на може и 50% тогаш на црно. На сива, на црна економија. Сега, за прв пат во историјата, за прв пат од 77 година би рекол па навака, ние сега, минатата година, оваа година, следната година, се соочуваме со недостаток на работна сила,
И тоа особено во одредени сектори, како што е туризам, гостителство, како што е градежна индустрија, како што е здравство, како што е Сегде, трговија, гостителство, здравство. За трговија, ајде до некаде гледам се снаоѓаат трговци како знаат и умеат, меѓутоа еве да речеме во производството на текстилната индустрија, што Македонија беше предпознатлива не само во регионов, европски и така натаму. Значи имаме константна недостаток на работна сила. И сега овој нов феномен не сме да не затече. Сега не дека да не ме разберете нити вие нити почитуваните гледачи погрешно. Значи за ова предупредов уште пред повеќе од 5 години. Пред 6-7 години има пишани анализи и објавено е се, дури некои се на повеќе јазици. Значи не чека промена на пазарот на трудот и еве ја дојде промената на пазарот на трудот. Мораме однапред да ги планираме работите, да ги претпоставуваме, да ги би рекол дајде во наводници да ги малку пророкуваме за да дојдеме да можеме визијата да ја градиме со конкретни чекори и цели. Тоа во овој момент што ни се случува е нешто што е како феномен присутен не само кај нас, туку и во европски рамки, не секаде во светот, не во Европа е да, и сега соодветно нова треба да преземе чекори и мерки. Вака велат едно истражување од образовниот систем создава кадар кој не е апликативен за реалниот сектор и потребни се радикални мерки. Од 2017 до 2024 имаме раст на вработените од 1,4%, а продуктивноста пораснала само за 1,01%. Тоа значи дека имаме вработување, но тие вработени не создаваат продуктивност. Да, ја слушав изјавата меѓу другото и на претседателот на Сојуз на стопански комори вчера, на господинот Горан, нешто и во контекст на сето ова и дискусиите на панелите исто одеа и во оваа насока и кој е моето размислување, кои се моите анализи и моите ставови во однос на ова прашање. Всушност, да, би се сложил, не целосно, но во голема мера би се сложил дека образованието треба да биде одговор на пазарот на трудот, на економијата. Всушност, потреба тоа да се учи, тоа да се... Зошто учиме? Па учиме за да утре за да работиме, тоа што го учиме да биде апликативно, не учиме за да бидеме филозофи. Ако е така ќе си седиме дома, ќе читаме книги и ќе се надобразуваме и да, и ќе цитираме кој што рекол Сенека, Платон, Кант и така натаму. Меѓутоа, целта на модерното образование е да го спреми граѓанинот, да го спреми човекот да може да работи самостојно, да живее, да стварува своја економска екзистенција, со тоа да битисува, да постои, да може да екзистира. Сега, има еден феномен кај нас да образованието ова како да не го разбира. И сега ние константно лутаме низ години, минатите, за да дојдеме конечно до сознанието во морам да кажам сега дека ова со дуалното образование не е само на оваа влада, туку и на претходната влада, но оваа влада мислам дека Министерството за образование ова сериозно го развива и сериозно го поставува како да речам концепт. И баш се радувам и ми е драго токму заради тоа што повеќе младите луѓе се насочуваат и кон тоа дека треба да образованието биде практично и апликативно, да биде со пракса, така наречено. Токму тоа дуално образование кое што е велам повторно се става особен акцент во овој момент од страна на Министерството за образование, ветува дека можни се нови ветришта и промена во пристапот кон образованието во однос визави пазарот на труд и визави економијата и бизнис сектор. Но уште многу треба да се работи. Што би ставил како акценти во рамките на креирањето на образовните политики, на што треба да се внимава? Вие можете да направите идеални силабуси во средните школи, на универзитетите, висши школи да отвориме и така натаму. Ако оние кои што се носители на образовниот процес, тоа се професорите, наставниците, не сакаат и немаат спремност да се вложат максимално во целиот процес да изградат квалитетни професионалци под еден, под два не помалку важно, ако и повеќе важно, и добри луѓе, честни граѓани, ние имаме проблем. Силабусот, програмата наставна, не го решава проблемот на квалитетот. На квалитет, тоа може да биде предпоставка, основа, добар правец, силабусот, програмата наставна и така натаму, но суштинската реализација зависи од човекот. Човекот е во центарот. И тоа треба на сите да ни биде. Добар професор, еве да тргнеме од вас, треба да имате вие повеќе обука. Ви благодарам ако ме препознавате мене дали сум добар или не, меѓутоа видете, знаете, некои работи треба да се има за мајндсет станува збор. За вие да го пренесете тоа на студентите.
Што треба претходно вие да направите? Јас, еве вака, еве, ајде, пошто ме спомнавте мене. Јас оваа работа ја работам без разлика колку ќе ми биде платата. Ја работам со максимално вложување, со максимален елан, со оган и така натаму. И за ова можете да проверите, нели, по оценувањето, нас не оценуваат и студентите, имаме екстерно, интерно оценување така натаму по коментарите и слично. Значи, ако човекот не е спремен да ја работи работата, односно да ја сака работата што ја работи, и при тоа да ја работи дури и без пари, јас сум спремен да ја работам оваа работа и без да ме платите. Ме разбирате? Значи јас би дошол и би пренел знаење, тоа што Господ ми го дал, велам, и што јас сум се наобразувал низ текот на годините, како квантум на знаење, да сакам да го пренесам на другите, на помладите генерации, да пренесам вредност, не само информација, туку да пренесам информација која што ќе направи трансформација кај младиот човек и во умот и во начинот на да биде подобар човек, подобар професионалец, еве во мојата област почесен правник, значи да се држи до вистината, до правдата и правичноста и тоа да го применува во пракса, а не кога излезе од факултетските клупи веднаш да почне системот да го фаќа во оние мрежи на корупција и едни ги гледам у клупи како студенти, после како суди, обвинители, адвокати ги гледам дали се тие истите луѓе, викам овие какви студенти, каков студент беше, гледај сега што застапува и што брани, кои идеи, кои се вредности. Значи се менуваат луѓето, веројатно инспирирани од парите. Значи да се создаде еден имунитет кој што професионално ќе ги созрева луѓето и ќе ги направи да може да одолеат на различните искушенија кои што се случуваат во општеството. Ако тоа во образовниот систем го немаме, бизнис секторот како да ви кажам, ќе може да акумулира професионалци, но ќе има многу други проблеми бизнис секторот по тоа. Малку излегавме од темата, меѓутоа сакам да знам. Сакаат студентите да учат трудово право? Па мојот впечаток е дека сакаат да учат трудово право. Мислам дека на почетокот не разбираат колку е важно трудовото право. Затоа прашувам. Мислам дека не знам, други сега да не кажам некои други предмети, други Не, за вашето дали. Мислам дека се поважни, поинтересни, повеќе носат пари. Мислат дека сите, не знам, ќе станат амбасадори или сите ќе станат кривични суди или не знам што. Меѓутоа, не разбираат дека трудовото право е правото на животот. Тоа е суштината и дека нема тема во општеството која што директно или индиректно не е поврзана со труд или социјала. Ме разбирате, дури оние кои што не работат, тоа може да биде индивидуално за нив. Ќе ги знаат им своите права, им правата на нивните вработени утре доколку имаат компании. Токму така и компаниите бараат. Затоа прашувам. Ако сакаат да работат на пример во компании, они бараат луѓе кои што ќе работат или HR или но мора да разбираат право, мора да ги разбираат трудовите односи, договорите за работување, престанокот, откази, плати, разбирате, значи тоа е нешто што е токму фокус на оваа проблематика, на овој предмет, на оваа тема. Платата и продуктивноста се секогаш контра еден према друг, барем тоа се случува сега со синдикатите и со работодавачите. Што сметате вие како научник, како професор? Дали повисока плата значи стимул за повисока продуктивност? До некаде да. Првично одговорот би бил да, но има запирка. Добро. И тоа сериозна запирка. Секогаш има едно но. Но е многу сериозно и е аналитички потврдено. Значи не е ова хипотеза, ова е веќе реална анализа, односно на линија на законитост. Добро. Имено за што станува збор. Кога имате дампинг на плати, кога имате ниски плати, со најдобар ефект, најдобра мотивација е да се стимулира вработениот преку платите. Значи, зголемување на плата ја зголемуваме. Но, како расте платата, така расте и комфорот на вработениот, така расте и спознанието кај самиот вработен, се доаѓа до одредена граница, каде што колку и да се зголемува платата, продуктивноста стопира, не расте. И се поставува прашањето што се случува, што е проблемов. Зашто до сега растеше продуктивноста, зголемувам на годишно, на квартално ниво плата, бонуси давам и така натаму. И после не знам неколку години, да речеме еве 3-4 години, и повторно го користам истата алатка, зголемувам плата, продуктивноста не само што не расте, дури паѓа. Се задоволени работниците? Што е проблемот? Токму така. Психолошката бариера. Доста ми е, така? Психологијата на трудот, која што кај нас многу не се изучува, за жал, особено не на правен факултет, за што станува збор? Станува збор за еден психолошки моментум, каде што секој човек, вклучително и вие и јас, и секој овде во вашата телевизија, и секој во Македонија, и во светот, значи без исклучок, има своја психолошка граница до каде му е на него платата која што он си ја замислил
или подсвесно ја има како некое очекување. За некој тоа е 1000 евра, за некој е 5000, за некој 10.000, секој за својата граница. за некој е 100.000 евра плата да зима месечно, ме разбирате? Но ако му дадете 100.000 евра, еве нека е огромна плата, и му дадете 101 евро, 110, 101.000 евра, нема да изработи повеќе од тоа каде што растало да дојде до таа сума на пари за која што е како еден вид на црвена линија, психолошки моментум. И ова не го зборувам како хипотеза, ова е веќе докажано врз основа на анализите, особено кои што се правени во рамки на Европска унија, но особено кај американците. Значи во Соединетите американски држави, пошто многу е динамичен таму пазарот на трудот, многу брзо се влегува, се излегува, се користат разни алатки како да се задржат работени, како да бидат попродуктивни и се неспорни се заклучоците дека сите луѓе имаат таа психолошка бариера. Тоа значи дека он нема да земе 101.000, 110, 200.000 долари или евра, ме разбирате, како приход, како месечна плата, но нема да ја зголеми продуктивност, он ќе ги земе парите. Како да се зголеми тогаш професор продуктивност? Се користат и други алатки, не е само парите. Тоа е значи заклучокот сега од ова прашање. Добро. Да парите при дампинг плати секако на почетокот, и тоа многу охрабрувачки делуваат, зголемувањето на платата, бонуси, додатоци на плати, исплаќање, вреднување на трудот. Со тоа се кажува психолошкиот момент е тука дека го почитуваш она што го работи работникот. Значи ти си го забележал, си го уважил, го гледаш, го вреднуваш, велиш добар си, окей си, продолжи така, но кога ќе дојде до онаа граница каде што не може веќе така ефикасно да се користи зголемувањето на платата, тимбилдинзи, награди. Ние премногу сме навикнати, нели, за тапкање на рамењата, бидејќи не се стимулираат луѓето финансиски, но да, во светот каде што финансиски се стимулираат, да се даде награда, дури е потешко да го наградиш некој, отколку да му ја зголемиш платата, некој бонус паричен да му дадеш. Луѓето потешко во европските, во светските компании се охрабруваат да даваат таков тип на признанија. Нетворкинг, тимбилдинзи, значи поврзување и многу важен момент, тоа го сведочат особено успешните луѓе во светски рамки, кои што не се милионери, туку и милиардери, е да бидат блиску до своите вработени, да бидат отворени за да ги слушнат нивните потреби. Попријателски настроени. И ова особено сакам да го потенцирам во македонски рамки, особено кај бизнис секторот, дека не си ти директор, успешен, голем лидер, менаџер или не знам што во бизнисот, ако си осуетен и горделив човек, кој што е недостапен, кој што велат американците untouchable, недопирлив си ти си негде на некој трон ставен и сите други ти се поданици. Не, во светот на трудот не е така. Да, постои еден кој што е лидер, менаџер, состојник, но разбирањето дека треба тимски да се делува и како што вели Нобеловецот Кейнс, економист, на средни и на долги стази и трудот и капиталот се толку поврзани што одат рака под рака, значи треба да се разбере и од страна на менаџментот како мајндсет, начин на размислување. Уште 5-6 минути имаме за разговорот, сакав да ве прашам што се случува во владата, вие сте неколку години советник на премиерот за трудово право. Нови мерки, нови програми, како да се подобри пазарот на труд, како да се подобрат овие состојби со сивата економија. Веќе имаме добиено 2,5 милиони евра од планот за раст во борбата против сивата економија. Што е планот за иднина? Планот е многу динамичен, би рекол оптимистичен и амбициозен. Да не излезе сега дека сите зборат, па јас да кажам, но вистината е таа. Навистина се затекна една состојба, особено во делот на трудот, се збораме и од законодавен аспект, и во делот на социјалата, една, би рекол, состојба која што навистина девастирана. Тоа значи дека многу предсезаконски решенија недостасуваат, нови модерни кои што треба да одговорат на новите потреби на пазар на труд, на дигитализација и на влесување на вештачка интелигенција во рамките на трудот, на самите работни места. Ние во тоа е сосем заостануваме. Друга тема која што заслужува многу време. Би рекол, дури и посебна емисија. Значи, 2026 јас се надевам, верувам, искрено се заложувам за тоа, а секако има апсолутно поддршка од страна на премиерот и од страна на владата, на кабинетот, верувам дека и од страна на собранието ќе биде така, да се донесат клучните закони кои што се со реформска природа, пред се законот за работните односи, но не и само законот за работните односи, закон за мирно решавање на работни спорови, кои што треба и тоа како да ги олесни судските постапки
постапки, односно да помогне да не се преоптоварени судовите, а луѓето во случај на работни спорови да не секој пат одат по судови и се буквално се движат со години низ судските ходници, туку за 30 дена да си ја завршат постапката, да си го остварат правото. Значи, од таков тип на закони, законот за безбедност и здравје при работа, кај што исто така треба да има едно освежување, на би рекол сериозна реформа во делот на зајакнување на безбедносните услови на работа. Видовме што се случува ако не се безбедни условите, тоа не е само за жал трагедијата во Кочани која што го помести македонското општество, но трагедијата на загинување на луѓето, ако ја ставиме сега низ трудово правен контекст, значи ние всушност за што зборуваме? Зборуваме за безбедни работни места на луѓето кои што работеле таму, кои што дали биле дел од клубот кои што давале услуги како келнери, шанкери, обезбедување и слично, и на оние кои што биле гости, значи као клиенти ги гледаме од друга страна, и на оние кои што давале дополнителната услуга за кои што имале договор, значи музичката група која што настапувала. Сето тоа е спакувано не само во аспект на безбедни услови во рамки на просторијата, туку и аспект на безбедност и здравје при работа. Значи ги имаме и другата приказна која што многу ретко ја отвараме во овој период пред се заради нормално и сензитивност на темата. Да. Има многу работи или кои што треба навистина да се подобруваат. Јас сум оптимист дека 2026 година ќе биде годината токму на тоа, затоа што немаме избори во таа година. Има политичка волја. Уште пари да се најдат. Ја сакам на шега да ставам, но да, финансиите си тоа како важни. Значи тоа е правниот дел. Покрај овој правниот дел, ние секојдневно мора да работиме на подобрување на амбиентот во општеството, на начинот на размислување, на минување на оние, би рекол, дефетистички аспекти на дека се не чини, дека ништо не бива. Видете, секогаш внимавам, еве ќе зборувам за себе. Без разлика која политичка елита е, како е. Секогаш внимавам да не се влезе во она суопарна критика која што оди на линија на малициозност и ад хоминем. Значи, ние треба да разговараме и легитимно и да не се согласуваме за концепти, за стратегии, за визија, па и за чекори, но ако се оди како што се оди кај нас, за жал, овој не ми се свиѓа, па ќе го плюкам, особено по социјалните мрежи како човек, навистина покажува една, покојниот професор Методија Чапреганов велеше една незрелост, една нематурирано општество, значи кој што не наполнило, нели уште 18 години, не е полнолетно, значи мора на зрелоста да работиме, ако сакаме да не биде. Јас секогаш велам ке не биде, ние ги имаме сите предуслови да не биде. Буквално, од економски ресурси, човечки знаења, квалитет и потенцијал, и мала земја сме, во смисла многу полесно се организираат 1,5 – 2 милиона луѓе, отколку не знам 200 милиони луѓе, многу под други мерки. Што ни е недостатокот? Можеби неизлегувањето на морето и немањето на инфраструктура во ред. Еве се работи и за тоа, се надевам дека во следниве неколку години тој процес ќе сосема ќе добие поинаков флик во држава, но тоа што е од човечки аспект сега ни фали тимската работа. Како индивидуалци многу добро знаеме да се носиме, има брилијантни индивидуалци во држава, значи паметни луѓе, интелектуалци, вредни луѓе, честни, но ако ги ставиш во тим, веднаш излегува проблем да се работи тимски. Ова тимски, значи на ниво на компанија, во политичките процеси и секаде, па дури во спортот. Оно што е најактуелно деновиве се мигрантите од Велика Британија. Во емисијата која што се емитуваше на една од британските медиуми, вела дека доколку дојдат мигранти од Британија во Македонија, тие би можеле да видат во корист во неколку сектори во Македонија, како што е спомната земјоделие, градежништво, па и како опција. Доколку премиерот ве праша дали да се земат како советник, дали да се земат мигранти од Британија за да помогнат во македонското стопанство, кој ќе биде вашиот одговор? Кратко, јасно или средно и долго и широко? Како ќе кажете вие, можете. Како сметате? Дали ќе ни бидат од корист или треба да се плашиме од тие луѓе? Секако првично ние треба да се фокусираме на овие што ги спомнате 100.000 луѓе кои што ни се да ги формализираме. Меѓутоа, доколку дојде до ова и да ги актуализираме оние кои што се млади луѓе кои што сакаат да се заминат, па и не само млади, туку да се обидиме да ги задржиме кај нас внатре. Умовите пред се. Да, точно. И бизнис секторот токму и на таа линија оди,
Не ви го избегнувам прашањето, ќе ви одговорам, значи и ви го одговарам. Значи бизнис секторот и нивната заложба, колку што може да слушам, не само вчера и во некои претходни дискусии, дебати и така натаму, дека они исто така сметаат како и јас, дека од внатрешните сили и ресурси ние се уште можеме да мобилизираме, односно да регрутираме луѓе кои што ќе ги покријат најголем дел од гаповите, значи празнините на пазарот на труд. Но веројатно ќе остане уште еден дел кој што ќе треба да се пополнува. Не може од Британија правно гледано да се луѓето, тоа не се британци. Емигранти кои што се во Британија сега имаме ние закон за странци. Значи законот за странци предвидува дека тука мора да се добијат координирани работни дозволи и тоа се вклучени две институции. Вклучено е на барање, значи на бизнис секторот, значи за конкретно лице станува збор, не е само за група, значи они кои доаѓаат, кои регрутираат веќе сакаат да вработат точно лице со име и со презиме, значи станува збор за конкретно лице и станува збор за дозвола која што тоа иде преку агенцијата за вработување во Македонија и потоа полицијата. Полицијата исто така треба да даде дозвола за лицето да има престој во Македонија. Тие два органа се синхронизирани и тоа функционира во пракса релативно добро во моментов. За да ние ги вклучиме кои да се мигранти, од каде и да се, мора правната постапка да ја поминат. Кај е проблемот со британските мигранти? Според мене проблемот со британските луѓе кои што ми се збора се прво не се тоа британци кои што доаѓаат. Тоа не можеш да ги земе, ако дојдат во Македонија, они треба да дојдат конкретно на барање на одредена фирма, компанија, ме разбирате. Трето, ако дојдат како азиланти, пример, кога би дошле, тие би дошле, би барале некои други права. За да ги вклучите вие во рамките на пазарот на трудот, повторно треба целата процедура повторно да ја ставите на сцена. Така да, како да ви кажам, има многу тука и правни пречки и нејасноти и по мене, видете, по мене оваа тема е ад акта. Јас го слушав вчера премиерот кој што сериозно и убаво објасни, не беше до крај и пренесен на сите медиуми, кој што директно, недвосмислено кажа дека воопшто не станува збор за таков тип на соработка помеѓу Македонија и Британија во однос на работна сила. Значи не е идејата да се регрутираат луѓе мигранти од Британија за да се пополнуваат работни места во Македонија. За сега немаме никаква најава, но заради актуелноста на темата се обидов да ви одговорам и да го кажам мојот став. Така, чисто ми беше вашето мислење доколку го реков. Сметам дека првично мораме тука да поработиме. Побара ваше мислење, тоа ми беше. Ние веќе имаме мигранти, не мигранти, туку странски работници кои што работат во Македонија. Во процедурата да помине, да ги имаме и во градежната индустрија, и во земјоделието, и во текстилната индустрија, веќе во туризмот, јас лично сум видел со своји очи каде некои веќе работат. Голем број во туризмот и во рестораните се луѓе кои што се од надвор. Професоре, ви благодарам. Секогаш разговорот со вас е интересен и динамичен, така помина и овој 40 и кусур минути. Се надам дека и следниот пат кога ќе ве викнам на ваква интересна актуелна тема ќе го прифатите мојата. Благодарам за можноста, за уважувањето и се надам дека го задржавме вниманието. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, овде ќе направиме една кратка пауза за реклами, па потоа одиме со вториот разговор, ќе разговараме за планот за раст кој што го имаме од Европската унија.